Трошоци за храна, за струја, вода, лекови, платите и пензиите одат само на овие работи. Ваква математика најмалку еднаш месечно прават околу 50.000 семејства од истокот. Крајниот резултат е поразувачки. Ние си знаеме како не, 108 милиарди пари, знае се колку ќе недем. Јас сум ти загубар, 108 милиарди пари, знае се колку се троши. Едва и крај со крај спаѓаме месецо. Ништо не можеме да штедеш, што ти некој вика да штедеш. Што ќе штедеш бе 8 милиарди пари да штедеш? Плати струја, плати во плати, но останете само 2 милиарди пари само. И што ќе со 2 милиарди правиш до први тамо? Само за храна и комунали месечно одат над 70 до 80% од платите, што тоа зборува за стандардот на луѓето. Тоа кажува дека кај нас платите се мали во однос на трошоците на живот и тоа оние најосновните трошци на живот. Значи треба да се прави сега некои напори да се или зголемат платите или да цените на храната паѓаат бидејќи нели тоа е некој светски тренд да со порастот на производството да паѓаат и цените на храната. Ако се има предвид дека просечните плати во регионот се околу 12 до 15.000, тогаш за да се покријат сите трошоци на овдешните жители им фалат најмалку уште толку. Ако е ова вака, тогаш како се врзува крај со крај? Никако. Комунали, храна и тоа е. Дојде работата дека треба да гледаме за храната, за облеката, а децата школуваш на страна некаде тешко е. Вака крпат повеќето жители на регионот, но од лошото има и бетер. Имено, според последниот извештај на Светска банка, во Македонија околу 140.000 луѓе живеат во сиромаштија, односно со помалку од $2 дневно. Најмалку 10 до 11.000 од нив се жители на општините од источниот регион.